Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, возлюбени во Христа, браќа и сестри, Христос се вознесе. Денес, во оваа шеста недела или неделата на светите Отци од првиот Вселенски собор, се собираме во храмот Божи, за да го прославиме Бога, кој во својата неизмерна премудрост и љубов ни го откри патот на вистината. Ова е ден кога Црквата Христова со голема радост ги споменува оние 318 богоносни отци, кои во 325-та година во градот Никеја се собраа за да ја заштитат верата од ересите и да го утврдат символот на верата, кој до ден денес е столб и тврдина на нашето православно исповедание. Нивната борба не беше само за зборови или идеи, туку за самата суштина на нашето спасение, за тоа кој е Христос и како ние, неговите следбеници, можеме да го спознаеме и да живееме во Него. Оваа недела сместена меѓу Вознесението Христово и Педесетница не повикува да размислиме за единството на Црквата, за силата на верата и за одговорноста што ја носиме како христијани. Светите Отци не беа само учени луѓе, туку и пастири на душите. Водени од Светиот Дух, тие со својата мудрост и пожртвуваност ни оставија наследство што и денес не обединува. Тоа е символот на верата, кој го изговараме со стравопочит и трепет на секоја божествена литургија. Но што значи овој символ за нас денес? Како можеме да го живееме во нашите секојдневни борби, во нашите радости и таги? За да ја разбереме длабочината на нивниот подвиг, мора да се вратиме во времето на Никејскиот собор. Тоа беше време на искушенија за младата црква. Императорот Константин Велики, по Божјата промисла, го свика соборот за да се справи со ереста на Арии, кој погрешно учеше дека Христос не е рамносуштен со Отецот, туку е создание. Ова учење ја потресуваше црквата, предизвикуваше расколи и го доведуваше во прашање самото спасение на верниците. Ако Христос не е вистински Бог, тогаш како може да не спаси? Како може да не ослободи од гревот и смртта? Светите Отци, предводени од личности како Светиот Атанаси Велики и Светиот Николај Мириликиски, со храброст и вера се спротивставија на оваа заблуда. Тие не се бореа за власт или слава, туку за вистината, за да ја зачуваат чистотата на верата за нас и за идните поколенија. Символот на верата кој го изговараме е плод на нивната борба. Секој збор во него е внимателно одбран, секоја фраза е молитвено изречена под водство на Светиот Дух. Кога велиме и во единиот Господ Исус Христос, Синот Божи единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлината, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен со Отецот, преку кого се станало. Ние не само што ја исповедаме таа догма, туку и ја потврдуваме нашата надеж во Бога, кој стана човек за да не направи причесници на неговата божествена природа. Но, возлюбени, оваа беседа не е само за да го споменеме минатото. Светите Отци не повикуваат да бидеме живи учесници во таа иста вера. Живееме во време кога светот околу нас често не предизвикува да ја заборавиме вистината. Современиот живот со своите брзини, искушенија и заблуди може да не одвлече од патот на Христос. Колку често слушаме гласови што ни велат дека верата е застарена, дека црквата е непотребна, дека можеме сами да го најдеме патот до Бога и до спасението. Овие гласови не се разликуваат многу од оние што ги слушале светите Отци во Никеја.
и тогаш и сега. Непријателот на нашето спасение се труди да не одвои од вистината. Сепак, светите отци не учат на храброст. Тие не се плашеа да застанат пред моќниците на овој свет, пред еретиците и пред оние што ја искривуваа верата. Тие не молчеа, туку зборуваа со љубов и со сила, зашто знаеа дека вистината не е само идеја, туку личност, нашиот Господ Исус Христос. И ние сме повикани да бидеме такви сведоци на вистината во нашите домови, на нашите работни места, во нашите заедници. Не треба да се плашиме и да ја исповедаме нашата вера, дури и кога светот околу нас не осудува или не исмејува. Една од најголемите поуки од првиот Вселенски собор е единството. Светите отци не беа совршени луѓе, меѓу нив имало и разлики во мислењата, во пристапите, па дури и во карактерите и личностите. Но она што ги обединило беше нивната љубов кон Христос и кон Неговата света црква. Тие знаеле дека црквата е тело Христово, а не само збир на поединци. И ние денес сме повикани да го чуваме тоа единство, колку често, браќа и сестри, дозволуваме ситни недоразбирања, гордост или егоизам да не одвојат едни од други. Колку често забораваме дека сме повикани да бидеме едно во Христа. Единството на црквата не е само идеал, тоа е и реалност што ја живееме во светата Евхаристија. Кога се причестуваме со телото и крвта Христови, ние стануваме едно со Него и едни со други. Ова е тајна на нашата вера, тајната на светите отци ја бранеле со своите животи. Затоа, нека оваа недела биде потсетник за нас да се молиме за единство, да простуваме, да љубиме и да се поддржуваме едни со други. На крајот, возлюбени, да се запрашаме каков е нашиот одговор на делото на светите отци. Дали го цениме наследството што ни го оставиле? Дали го живееме символот на верата во нашите срца и дела? Светите отци не повикуваат да бидеме храбри, да бидеме верни, да бидеме луѓе на молитвата и на љубовта. Тие не подсетуваат дека верата не е само во зборовите, туку во животот, во нашата милост кон сиромашните, во нашата трпеливост кон оние што не повредуваат, во нашата надеж кога се изгледа изгубено. Нека Бог Отецот, кој во својата вечна љубов го испрати својот Син за наше спасение во светот, не благослови со својата милост и нека Светиот Дух, кој ги водел отците во Никеја, не води и нас во секој момент од нашиот живот. И нека нашиот Господ Исус Христос, кој е патот, вистината и животот, ни даде сила да го следиме Неговиот пример. И нека Пресвета Богородица, заштитничка на црквата, не покрива со својот свет покров, за да останеме верни на верата што ни е предадена. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.